На 21 јуни се одбележува светскиот ден на скејтерството или сите оние кои што возат скејт го одбележуваат 21 јуни насекаде во светот, но и кај нас. Виктор Василевски е претседател на скейтбординг заедницата Greenhouse од Скопје, а заедно ќе ни кажеш со кого во соработка ќе го одбележите 21 јуни, токму тука каде што се наоѓаме во нашиот најубав градски парк или на фонтана Лотис. Добро утро. Добро утро до вас и до вашите гледачи. Така е, 21 јуни е денот на скейтбордингот. Скејтерската заедница заедно со Сдруженијето на скейтбординг Greenhouse од Скопје си го одбележуваат денот на скейтбордингот, исто како што го прават и во цел свет. Така, што ќе се случува, Виктор, на 21 јуни? Како сето тоа е замислено? Само вие сте во организација или ви помага некој сето тоа да го организира? Па, скејтерската заедница секогаш има иницијатива да се одбележи тоа. Ние како, односно Сдруженијето Greenhouse од Скопје, официјално поднесува известување до град Скопје и до полициска станица Беко, дека ќе се случува настан на платото во градскиот парк кај фонтаната. Ќе има поставено неколку реквизити за возење, рампи, каде што ќе можат и помладите и ние повозрастите да можеме да си возиме да ни биде интересно. И ќе има награди, имаме поддржувачи за помладите, да кажеме, на некој начин да ги мотивираме да возат, да дојдат тука со нас, да се дружат. Мислам, ивент ќе направиме деновиве, така да сите се поканети. Кога ги споменавте помладите, има ли млади на кои што им го пренесувате знаењето да возат скејт? Млади, мислам на деца, нели? Да, најмладиот е околу 5-6 години, највозрастниот е околу 47-8 години скејтер. Меѓутоа ние повозрастните гледаме секој пат значи да ги мотивираме помладите, односно им ги укажуваме триковите кои што ги совршуваат, им ги укажуваме вештините за да можат полесно и подобро да го совладат трикот кој што го вежбаат. Насекаде низ светот има различни превозни средства, од тротинети, велосипеди, се помалку автомобили, но и скејт. Колку кај нас се вози скејт? Можеш ли ти да забележиш дека некој вози скејт за работно место или во текот на денот да заврши друга обврска, односно користи како превозно средство? Да, еве поздрав до Зоки Бебе, он е еден од најголемите примери во нашето општество. Иначе и јас како скејтер си го користам како превозно средство, си ги вршам своите обврски, затоа што користам јавен превоз. Меѓутоа, кога ќе стигнам на одредена локација, со скиролот побрзо стигам до мојата точна локација кај што ја стигнам. Така да сите што имаат скироли да си ги користат. Има ли правила како треба да се вози скејт? Каде се вози скејтот? Дали по патеката за велосипеди, по тротоар, каде се вози скејтот? Најбезбедно е по патеката за велосипеди, односно по тротоар. Сега ако правило број 1 носи кацига, правило број 2 нема слушалки на ушите. Тоа е за своја безбедност, затоа што нема да слушнеш дали може би точак, пешак или кола, може да те повреди, да те бутне. Така да апелирам сите што имаат скироли да си ги возат, и велосипеди и тротинети. Меѓутоа јас сум скејтер и јас си го користам мојот скирол. Така е, затоа за скејтот зборуваме да ја поттикнеме таа скејтарска култура. Долги години возите скејт, дали сте забележале дека се зголемува бројот на нови скејтери или се зема скејтот како превозно средство? Да, да кажеме од официјално 2010 година јас веќе на 14 од себе и почнав да се занимавам буквално со скејтот. На Камениот мост долги години правев импровизирани скејт рампи. Се собраа премногу деца, премногу млади, односно и веќе мислам и возрастни, 25-6 години, веќе тоа не се млади деца, тоа се веќе возрастни деца. Го користат својот скејт. Меѓутоа се направи скејт парк позади кај Жабарот, каде што Сдруженијето на скејтери заедно со скејтерската заедница организиравме меѓународни надпревари, каде што на еден надпревар имавме 49 странци. Значи, стварно допре нашиот глас до светската скејтерска заедница. Ние соработуваме со други скејтерски заедници, организации и така натаму, каде што ние им праќаме покани, тие ни праќаат покани, учествуваат кај нас, имаме голема соработка. Скейтбордингот на светско ниво навистина веќе олимписки спорт, каде што на нас многу ни значи, затоа што на секој еден скейтер му е желба да вози професионално, значи да живее од скејт. Така да апелираме да се направат скејт паркови, до државата, до институциите, до градоначалниците, апелираме, значи во секоја населба може да има еден скејт парк, мини скејт парк. Сум бил надвор, сум видел и возможно не се милионски суми, значи многу малце треба за да се направат скејт рампи, така да апелирам до институциите
до државата да слушне овој глас кој што го праќаме ние како заедница, значи не како Виктор, него јас сум заедницата во Македонија, да не поддржат, да не повикаат, да не исконсултираат, затоа што ние имаме и професионални проекти, значи ние немаме импровизирани проекти, спецификации, сертификати и така натаму, материјали, каде што ќе се направи и кога ќе се направи, апелираме плюс да се одржува скејт паркот. Не е само да го направиме. Кој да дојде потоа, без разлика треба да се одржува се што се одржува, така и скејт парковите. Виктор, сакам да те прашам дали одржувате часови по скейтбординг? Неофицијално да, меѓутоа официјално сум го работел тоа една цела сезона. Меѓутоа јас решив лично самиот кој сака да ме исконсултира, сум пуштил и во заедницата, нели, апел. Кој сака да ме побара, да ја можам да му посветам време колку што е потребно да научи основни работи, значи без да се наплаќа, затоа што се занимавам со друга работа, јас сум скейтер и сакам да помогнам сите други кои што возат, сакаат да возат, да ме побараат, да им помогнам за да застанат на скейт. Така, ако сакаат да се сретнат со тебе на 21 јуни, може да дојдат, да поразговараат за скейтот, да видат како изгледа скейтање на лице место и да уживаат во убавиот ден. Се гледаме на 21 јуни. Благодарам на вас како медиум, вие сте ни секогаш поддржувачи и не следите во секој чекор, го одбележувате секој наш покрет во јавноста и во нашето општество, тоа на нас премногу ни значи. Сакам да кажам и да ги повикам сите скейтери, сите што имаат скейт, сите што имаат скейт се скейтери, значи без разлика, знаел да вози, не знал да вози, тука ќе дојде скейтбордингот да се запознае со луѓето околу себе, значи да прошири познанство, пријателство. Не е Па ги поканивме да дојдат тука, ќе се запознаат со скейтери. Не е битно колку знае да вози, битно е да дојдат тука и да се дружат со нас. Сите се дружиме. 21 јуни, 16 часот, Градски парк. 21 јуни, 16 часот, Градскиот парк, ви благодарам.